Скоро кај сите детски игралишта во општина Кочани има оштетување на реквизитите, а кај некои недостасуваат и делови. Состојбата во која се наоѓаат представува потенцијална опасност за безбедноста на децата, без оглед дали оштетувањата се резултат на вандалско однесување или дотраеност на материјалот. Реагирањата на граѓаните се оправдани, посебно барањата реквизитите да се поправат, а да се уреди и околината на детските игралишта. На едно од последните седници на Советот, лошата слика на игралиштата ја регистрирале и советниците, поради што реагираа до локалната власт. Повеќе детски игралишта има во општина Кочани, меѓутоа сме сведоци дека повеќе од тие игралишта, реквизитите кои што се наоѓаат таму се уништени. Мене ме интересира кој е одговорен за одржувањето на овие детски игралишта, затоа што конкретно сама воочив една слика во центарот на градот, малото детско игралиште што се наоѓа одма до домот на културата. Еден од реквизитите е до тај степен уништен што мислам дека во секој момент може да го загрози било кое детенце кое што ќе се игра таму. Оправдано е барањето да се интервенира на детските игралишта, посебно деновиве кога сонцето и невообичаено високите дневни температури овозможуваат повеќе сограѓани со своите најмали да ги посетат игралиштата. Од локалната самоуправа рекоа дека се запознати со состојбата во која се наоѓаат реквизитите и ветија нивна поправка. Поправките ќе бидат извршени, ќе бидат направени. Ако се помали ги правиме или сами или со комуналното предпријатие Водовод, во колку се поголеми распишуваме тендери, меѓутоа како што има информации помали се и за денот на пролетта ги обновуваме сите тие 9 имаме такви игралишта во градот Кочани. Освен во централното градско подрачје во близина на Центарот за култура, каде има 2 детски игралишта, оштетување на реквизитите е забележено и на другите локации. Граѓаните се пожалија дека кај некои од нив недостасуваат метални делови или пак реквизитите комплетно се однесени.